lane, can't believe his luck. A back turn and a body drop. Kixon's gone. Trade. Oh, bounding through was Kakanito. Profits with the MP9, and Jacob does inflict some damage. Maybe Nito can finish it off. Oh, from the top rope. RKO out of nowhere. As Stairs gone too. Borup already in Donut. Bomb. Buzz disconnected and of course concerned. Kakanito was up lane and bounding around, killing his teammates. So you can see why they're going to slow this one down. Apex was very good at the pauses on their T side. They did a very good job of waiting for the pushes to come or finding that next fight. And there was the two bigger investments here, Nork and Stiko, who haven't been involved in any action. With that lighter bind, they decided, hey, we want this full B lane control. And now as they clear out mid, they see that nobody's home. Borup, the aforementioned, is in a powerful position here, but very difficult. No, he actually gets the info, doesn't get the shot. Borup, quick to it, saves Astralis. This is a quick Kakanito flank, though. They won't expect him here already. He's got the shift key down. They can't stop the plant, but the flank could do us a whole lot more. I say that, bomb down, but the frags come through. Kakanito 2, and Borup in the clutch. It would be the ace, and Kakanito takes it all 5 as he comes alive for Apex in the third. This is a Superman that this team didn't know they were getting, replacing JL. They know what he's got, and he is delivering here today with the highest of stakes. We're talking about get yourself over to that group stage, and Kakanito, he wants to be there. Па добро, официјално добро дојде на првиот македонски подкаст, како што викаш ти. Александар Цацанито, вака мало интро јас ќе давам за што до сега уствари се случило кај тебе. Значи двократен светски шампион во Counter-Strike, европски шампион и еден од двајцата македонци што имаат настапувано на Counter Major до сега. Да. Добро дојде. Добре те најдов. Кажи ми, сите овие достигнувања на одреден начин те прават едно од најзвучните еспорт имиња во Македонија моментално, а имаш само 23 години. Како се осеќаш односно целата ситуација? Па искрено е, мислам, имам голема привилегија бидејќи нашава земја е многу мала и имаме многу малку играчи за разлика од другите држави. И со тоа што неколку играчи од нашата земја си имат истакнато и играат рамо до рамо со од играчи од секаде, од цел свет, е стварно голем успех и посебно тоа што имаме освоено 2 светски и едно европско, посебно во боите на Македонија е стварно големо чувство за мене и се чувствувам горд на некој начин што сум го постигнал тој успех. Дали некојаш замислуваше дека ќе ти се случат сите овие работи, да кажеме, во моментите кога почнуваше со Counter? Не, искрено, уште од мал сакав да играм игри и многу време посветував на компјутер. Следејќи го мојот брат, имам поголем брат 6 години, кој што тој на некој начин ме воведе во компјутерскиот свет и стварно беше интересно дека на некој начин почнав многу да играм различни игри и првен се чувствуваш како, значи, си дете, немаш никакви грижи, играш, доаѓаш од школа, немаш ништо за што да се грижиш и едноставно само играш и уживаш во тоа што го правиш и не мислиш на ништо друго, дали ќе се деси ова, дали ќе успееш, дали, значи, буквално... За која возраст збориме, пошто сега изгледа во цела приказна со спортот некако годините се битен фактор. Значи кога човек почнува рекреативно, па кога почнува професионално, па како тоа се префрла? Како течеше твојата, да кажеме, таймлайн некој? Да, значи еспортот, например, овие што се државите што се од Скандинавија, од Русија, има многу играчи, има играчи што веќе на 16 години се професионалци се на највисокото ниво. Значи има неколку играчи кои што се вистина врвни на 16 години, јас да речем на 16 години јас почнав да играм Counter. На 2017, 19 јануари почнав да играм Counter. Го направив мојот прв Faceit акаунт, поради што моите другари инсистираа да играм со нив. И така почна едноставно
Значи, 17 ти си global offensive Да, играч. Предходно немаш... имам играно 1.6, ама многу малце. Значи премногу малце. Играв многу различни игри, све League of Legends, све имам играно и на некој начин така и се пранера во Counter, бидејќи тогаш во 2017 година имавме тим, entity од времето, што беше професионален тим во 1.6 и имаше неколку добри играчи кои што отворија и гейминг клуб во Охрид и стварно беше као, да речем на некој начин шема, да играш Counter со нив и да играш во нивниот гейминг Имаше клуб. ли талентирани деца во Охрид, да кажеме, во период ти кога почнуваше, знаејќи го тоа што го знаеш денеска и тоа што си го видел, например? Имаше многу поталентирани од мене. Имаше многу, јас уште ден го кажувам, имам многу другари кои што се уште се дружам и им кажам дека стварно беа поталентирани од мене, но јас мислам дека јас тоа нешто го сакав и вложував многу време. И сватив као, значи јас идев на школа, тренирав, ги викав другарите со мене да играат, да играме после школа све, но имаше некои например што се поталентирани, а играа колку за забава. А јас на некој начин играв као сакам да достигнам нешто. И као да речеме трајхардав и сакав да идам напред и после некое време сватив дека стварно сум добар и можам да направам некој успех и го сватив малце тоа посериозно, да не е како хоби, веќе после некое време и почнав веќе да тренирам и дома, да правам своји тренинзи, да гледам надпревари, да учам од подобрите. Како сваќаш дека има иднина во целото тоа, затоа што многу луѓе доаѓаат во допир со игрите, гледаат игри, но никогаш никој не се осмелува да се препушти на тој начин со тренинзи, со посветеност, да жртвува многу ствари и да стигне до некоја просцена евентуално. Како сфати дека има нешто позади тоа, дека е одржливо едноставно? Да, значи на почетоците немав дома компјутер, имав компјутер, но не ја поддржуваш играта, беше многу слаб. И идев да играм во гейминг клубот Entity и се одржуваа некои ланови, значи надпревари меѓусебни, се собираа неколку екипи, 10 екипи, се прави како мини евент и стварно бев многу добар, значи нигде никаде као играв со многу играчи кои што има направено некој име во Македонија и бев многу добар и многу луѓе ми доаѓа и постарите и све ми кажува дека стварно сум добар и веќе соочев дека можам на некој начин да напредувам и секој евент, секој мини лан кој што го одржува, бев се подобар и подобар. И имав некоја како разлика и сите како имаа како стравопочит или ме поштоваа дека бев многу јак. И после тоа го добив првиот компјутер, тоа беше на 17 години, мислам, не се сеќавам точно, но отприлика беше тоа, трета бев, мислам, средно. Го добив првиот компјутер дома и веќе почнав да играм дома, не идев веќе идев. Тука малку само ги задржиме, како го доби, пошто не се добива компјутер, Да. значи тоа е цела борба дома, претпоставувам. Да. И кога си објаснувал причината која е, најверојатно реакцијата била иста како кај многу семејства денеска. Што им кажа на твоите, како ми треба компјутер да играм? Да, иначе имав многу слаб компјутер дома и као играв можев само да играм една мапа или две поради што на другите мапи ми се исклучуваше компјутерот. И посветував многу време во денот и имаше тука многу расправи дека не бев соодветен на школа, немав добри оцени и така натака. И ми го исклучуваа компјутерот, ми крадеа кабли, да не можам најпојниот кабел, главниот ми го земаа, ми го крија, да не можам да го уклучам, пасворд да ми става. Имаше многу расправи стварно. Значи тоа било војна. Војна, да, долг период, да, војна. И потоа имаше другари на мојот брат, каде што генерација што му се, каде што му кажува дека мислам, јас му кажував кога идев во гейминг клуб дека не ме оставаат, ќе ме бараат ја да играм например до покасно, до кај 1-2, ама јас не можев да оставам поради што на некој начин имав ограничено време
кога треба да се вратам дома, бидејќи сум савајле на школа. И му кажува на брат ми демек да ме остават да играм, дека сум стварно добар, дека можам да напредувам и така на еден начин брат ми почна му зборува на татко ми. И после некој период татко ми имаше отиде да разговара со Калан, тој беше едно звучно име во кантар сцената порано во 1.6 кој што го основа неговиот клуб Entity и гейминг клубот во Охрид. И Калан му каже дека ако продолжи да играм, ако продолжи да игра и да вложува време, дека може да успее. И така татко ми после тој муавет отиде и ми купи компјутер. Значи директно тебе не ти веруваше, значи он бараше потврда од некоја трета страна дека приказнава е реална и дека вреди да се инвестира во компјутер и да едноставно да не ти се стои на патот, затоа што ја верувам дека окей, можда помогнале во компјутерот, го купиле, но надвор од тоа нема како да ти помогнат. Најголема помош е само да не ти сметаат. Да, нормално бев дете и ги разбирам и секој родител не би верувал на своето дете, ни јас можда. Но јас имав како некој став и дека тоа го сакав и сакав да успеам, така да татко ми отиде разговара со повеќе луѓе и после тоа ми купи компјутер и немав никаков проблем. Се додека не стигнав додам на факултет. Тука веќе имаше... Тука имаме пак истата дискусија, само на друго ниво е сега. Да. Веќе тогаш имав, значи, има Faceit платформата, најпозната во Counter. Сите играчи таму се надпреваруваат, значи сите млади таленти, сите кои што доаѓаат, најчесто доаѓаат од Faceit платформата. И имаше веќе лиги, значи кога стигнеш левел 10, па треба да платиш месечно, од прилика беше мислам дека 7-8 евра секој месец, да се надпреваруваш во премиум лига се викаше, каде што можеш да стигнеш во полупрофесионална лига и во професионална лига, каде што веќе таму имаш за што да се бориш, имаш веќе парични награди и имаш како скаути кои што можат да те видат и да те инвајтнат или да те поканат во некој тим, веќе да почнеш да играш. Како дозна или општо познат фактор беше во тоа време дека Faceit е местото каде што се започнува со некој малце посериозен еспорт ангажман, да кажеме. Да, значи имаше две платформи, тоа е matchmaking, обично што е наиграва на Counter-Strike и Faceit. Faceit беше најпозната платформа, значи нема кој што нема играно Counter, секоја знае Faceit платформа, таа е најпозната. И сите играат таму и едноставно ми ја кажа и он направиш акаунт и сите ја знаат платформава. Значи со свој ранкинг, со све што треба. Статистики, све. Да, за ако посветиш да кажеме доволно време или ако се вложиш, самата платформа има механизам кој што ќе ти изфрли горе во тоа скаутинг око и ќе имаш се надпреваруваш, имаш лиги, имаш поени, има секакви системи каде што повеќе победуваш, веќе одиш нагоре, имаш статистики дека си многу добар, да речеме, на мечови, на све. И колку време имаш поминато на Faceit платформата, да кажеме? Имам многу време, значи имам околу 6-7 илјади мечови. Скоро повеќе од 70% од мојата кариера, 80% од мојата кариера имам поминато на Faceit. Се уште дури сега кога сум во многу тимови, кога имам сменато, се уште играм Faceit. И тоа е како играш или за забава, за да одмориш, играш со другари, секоја знае Faceit платформата и сите ја користат. Значи, поминуваш, да кажеме, пред првата професионална понуда, да кажеме, поминуваш година-две на Faceit платформата, си инвестираш максимално, во исто време ти се случува и факултетот. Да. Тогаш е тој период. Да. Значи, водиш битка на факултет, водиш битка дома и во исто време се надпреваруваш со најдобрите, да кажеме, кантараши. Да, полупрофесионално. Тогаш бев на некој начин каде што веќе играм со играчи кои што играат и во добри тимови, топ 50, топ 60, топ 30 дори. Тогаш беше еден период каде што влегов јас во полупрофесионалната лига и исто време требаше да заминам на факултет.
Но одлучив да студирам, поради што не можев да не одам на факултет. Брат ми веќе беше во Словенија, во Лјубљана, економски, исто студираше. И одлучив да студирам исто економски во Лјубљана. И се преселив со цел компјутер таму све. Да, кажав, морав да... Тоа беше услов. Ако одам на факултет, морам да се земам компјутерот со мене. И се преселив во Лјубљана, почнав да одам на факултет и паралелно играв, учев све, ама беше многу тешко, стварно и не можев да постигнам никако. Веќе таму бев 3-4 месеци и стварно му беше многу тешко. И му кажав еден ден на брат ми дека не сакам повеќе да одам на факултет, не ме исполнува. Сакам да пробам и да посветам време на Кантер, бидејќи тоа ме исполнуваше и тоа го сакав. И така тој го убеди татко ми да се вратам назад и да играм Кантер, и татко ми даде као еден услов дека ако ти давам како една година и ако не видам напредок или ако не видам дека нешто се дешава, дека ќе се вратиш на факултет. Така и се вратив, одма другиот ден се спакував. Другиот ден се вратив. Другиот ден, одма. Значи буквално се спакував од после тој муавет. Викаш година, имам 365 дена точно, тоа неверојатно вага од Одма. тоа што можам да добиам впечаток за таткот е дека е доста прецизен и дека таа година дословно е година, значи не е година и пол или година и 2 месеци, туку 365 дена имаш. Да, немаш време за трошење ни секунда веќе. Јас одлучив одма после тој муавет, се спакува буквално дента и другото сабајле си трнав за Охрид. И после 2 месеци ја добив мојата прва професионална подума, каде што почнав да земам плата и да се бавам као да речеме професионално дека веќе заработувам и го потпишав мојот прв договор, тоа беше за шпанската екипа Тенерифе Титанс. Да, ќе навлеземе сега во целиот тој кариерен пат, само дури сме на Faceit, ево твојот профил може да го видиме тука. Значи тоа се 5746 мечеви до денес. Да. 55% win rate, 12 win streak, значи врзани победи имаш. Да. Average KDR, значи ова е нешто што за луѓето што не пратат Кантер мора малце да прочитаат од страна што е и што значи. Еден од нив сум јас. И она што можев да сватам е дека еден е некој просек. Да, еден е кој што го зема, да кажеме, како рейтинг на играчите и веќе од тука нагоре веќе све над просекот. Значи 1.18 е доста добар рейтинг. Да. Со 48% хедшот, значи да, сум играл и снайпер, значи, сум играл и ми ја скина главата. Калаш, да. 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 Буквално. Значи тоа се извонредни статистики таму кои ги имаш постигнато. И Tenerife Titans е првата екипа која што се одлучува ти дае шанса. Да, таа беше шпанска екипа каде што играв со 4 белгиски играчи. И првиот мој настан беше во Барселона, имавме првото исто мое патување каде што веќе патувам надвор од Балкана, значи сум патувал во Србија, сум играл над неколку надпревари како другарски микс, ајде идеме овде на надпревар, може да нешто ќе направиме. И тоа беше како прво мое патување надвор од Балкан. И во Барселона имаше некој настан, надпревар со, мислам, беше 12 екипи, така нешто, не се сеќавам точно. И бев таму 3-4 дена, каде што, не знам, освоивме, мислам, 6 или 5 место, така некако беше. Солиден као успех за почеток на мојата екипа, каде што бевме скрос нови играчи, имав и Тој беше прв настан, така, значи да, се запознават. Да, значи онма само што ме поканија, после 2 недели веќе патував за Барселона. Добро. Во Тенерифе остануваш некои добри 3 месеци, може? Да. Така нешто, ако се на HLTV точни. Да, од 4, од прека 3,5-4 беше. 3,5-4 месеци, значи се решаваш да ги напуштиш поради тоа што сваќаш дека можеш повеќе или се случува нешто непредвидено? Па искрено беше многу тешко дека тие 4 белгиски играчи го зборуваа нонстоп нивниот јазик и као јас бев на некој начин изолиран од тоа.
во Ти многу треба време. да читаш од усни вака Да, што да. меѓу редови и што се случува. Искрено не се чувствував многу добро и одлучив да го напуштам тимот и да се фокусирам во полупрофесионалната лига. На Faceit. Да, на Faceit. Добро. Значи, остануваш некои добри 7-8 месеци во таа лига. Да. Од она што може да видам. Што се случува за тој период? Значи, А, тогаш си фул фокус. Значи, таа година дена ја трошиш, се уште ја трошиш таа година дена. Да, така? значи земав некои 4 месеци плата од Tenerife Titans и го раскинувам мојот договор и се фокусирам во полупрофесионална лига каде што имаше, ако добро се сеќавам, од прво до 5 или 6 место награди. Као можеш прво место мислам дека беше негде 2000 евра, второ нешто беше 1250, 750 и така се намалуваше. И имав некој месеци каде што можев да, каде што успеав да земам некоја награда, дали беше четврто или петто место 250-500 евра, каде што пак беше на некој начин солидно на моја возраст. Имав джепарац, имав све, не као не бев обврзан да земам пари од моите дома. И тогаш фати корона, веќе дојде време за корона, беше август се сеќавам, 2019. Така нешто мислам дека беше 2019. И да, 2019 август и јас фатив на некој начин корона и не можев да излезам од дома. И најако што беше дека цел месец бев као станувам, идам у соба, у WC и легнувам. Значи немаше ништо друго. Одев у соба за кај што ми е компјутерот, во детската соба, одев у WC и одев за спиење. Цел месец. И успеав да влезам во професионалната лига. Бидејќи као короната на некој начин ми донесе среќа, дека пред тоа на некој начин излегував од дома, шетав, ке играв и не бев премногу сериозен, иако имав некои добри успеси, освоев некоја награда. Првите двајца, значи во FPLC, се викаше лигата, Faceit Pro League Challenger, од 400 и нешто души влагаат само двајца у FPL лигата, најпрофесионалната лига што постои. И Ти беше еден од тие двајца? да, ја завршив прво место. Благодарејќи на короната, и завршив прво место август и освоив парична награда, мислам дека беше од 2000 евра. И се пласирав и добив пласман. Ти даваат како трајал, значи не си загарантирано ти во Про лигава, туку имаш трајал период. Тоа е као месец и пол-два. Од кога ќе влезеш, ти дава трајал период, играш во Faceit Pro лигава, најаката лига во светов, и имаше како конзули кои што одлучуваат дали ти си доволно добар да останеш тука или не си, и може да те вратат назад. Значи, од 400 луѓе ти си завршил прв и се уште не се сигурни дали си доволно добар. Како... Да. Беше многу стрикно порано, многу стрикно беше порано. Многу стрикно порано. Добро, али за целото тоа време имаш тим, имаш со некои луѓе... Имам микс, немам мој тим, ама имам микс на играчи каде што играм неколку евенти, квалификации, значи немам како некој тим каде што сум обврзан дека морам да играм, туку имаме како некои играчи кои што сме круг и се договараме тука и тука можеме да играме или те бараат, играш. Значи не си обврзан со време, можеш да играш, можеш да не играш. Ти бираш. Добро. И влегуваш во професионалната лига, што се случува таму? Искрено, јас сум први од Македонија што влегов во Faceit Pro лигата, до тогаш бевме во FPLC бевме само двајца на почетокот. Еден од прилепто беше Necro Genesis, кој што веќе не игра. И јас влегов први од Македонија што влезе у Faceit Pro лигата, у најголемата лига, играш со најаки играчи, Simple, сите ги гледаш таму, Get Right, стварно најзвучни имиња што игра на сцената и као играш со нив у лоби буквално. И стварно беше како некој многу посебен доживљај. Колку пати ти се случували против Simple или со Simple да играш или да влезеш во тој круг? Да, на почетокот игра многу играчи, Нико, Simple, значи сврвни играчи игра и стварно беше
многу интересно и многу имав као на некој начин дури имав и трема дека играм со толку звучни имиња на Значи почетокот. седиш у соба, дома и те пука трема, луѓето те гледаат, не им е јасно што се случува. Има многу стримови каде што стримаат тогаш и те гледаат можда 60-70.000 души во моментот, дека Simple ке стрима 30.000 души го гледаат во моментот. Getter ке стрима го гледаат 10.000 души. И имаше многу луѓе што од професионални играчи што стрима и стварно те гледаат многу луѓе. Ако е еден обичен меч од дома. И имаше многу периоди каде што ќе имам трема на почетокот дека сум нов и дека сам да се покажам на некој начин и дека играм со многу звучни имиња. Да, неверојатно. До сега е неверојатно, а не сме ни почнати. Продолжуваш во клубов со интересно име. 19 cm Gang. Да, тоа беше као микс тим, каде што го направивме од буквално од слободно време, се зафркававме. И игравме јас, Лобаница, тој е еден најпознатите стримери на Балканов во Кантер, можда и во Кантер сценава. Беше Ригон таму, моментално кој што игра за Big и играше порано за Bad News Eagles, пак добро име. Black Eagle и не се сеќам уште еден кој беше петтиот, ама бевме како собрани буквално на зафрканција. И имавме некои турнири каде што играме и имавме некои добри пласмани, како имаше еден турнир, се сеќавам, Cash Cup, каде што го стрима многу луѓе, многу играчи, не гледаат прилика 50-60-70.000 души и ние го освоивме од буквално микс. Се пријавивме за забава. И тоа беше буквално само контент тим и стварно беше многу интересен период во мојата кариера. Бидејќи имавме многу забава, игравме буквално без никаков прешер. И имавме некои интересни пласмани, буквално. Што само по себе како факт ја прави екипата доста опасна затоа што нема притисок никаков. Да, не може, значи имаше екипи кои што беа добри, ама не може да не анализираат бидејќи немаме мечеви дека затоа што вие сами не можете да се анализирате. Да, буквално игравме као слободно и што сакаш можеш да правиш, све нешто ново правиш. Добро, али тоа е авантура исто што трае некои 3-4 месеци. Да. Се дори не добиеш понуда од Саудиска Арабија, претпоставам. Да. Имав понуда од Саудиска Арабија, каде што играв околу 7 до 8 месеци. Подпишав за Falcons, екипа од Саудиска Арабија, каде што денеска има врвни играчи, се стварно, може да кажеме, најбогатиот клуб моментално во кантер сцената. Бев во Саудиска Арабија, имав 4-5 надпревари. Тоа беше еден период од мојот живот каде што бев во лето беше се дешаваше тоа, од август до октомври бев 2 месеци од прилика и декември скоро 1 месец, значи бев 3 месеци во Саудиска Арабија. Во Ријад, во главниот град имавме надпревари, во Джедах исто. Каде што освоивме на 2 надпревари освоивме второ место и на другите 3 освоивме прво место. Значи имав 5 надпревари. Значи тоа е најверојатно Falcons почетокот на ова што е денес. Да, буквално. Ние бевме тогаш првите тие има своји играчи, но сакаат да донесат, веќе почнаа да носат европски играчи во Саудиска Арабија. И јас бев меѓу еден од тие каде што веќе потпишав за Саудиска Арабија и бевме многу малце, можда бевме само 5 или 6 играчи од 30 екипи. Значи само има можда 5 или 6 играчи во 30 екипи што се само од Европа. Се сеќам дека бевме тројца во нашата екипа и уште 2 или 3 или 4 во 2 различни екипи. И јас играв моментално со Бро, тоа е дански играч каде што моментално игра за Астралис. Играв со Сам Дајан каде што играше за Нави, сега игра за Енце. И стварно беше интересен период дека скроз
влагаш у друга во друга држава со скроз различни традиции, све е ново. Тоа беше како почеток на нивната сцена. И како се развиваат тие? Зошто, например, не успеа да се задржиш таму? Претпоставам дека знаеше, они, мислам дека во ниту еден момент не го крија дека е тоа почеток на еден проект, што и цела држава стои позади тоа и така натаму, и дека сакаат да го развиваат и како еспорт играч, да кажеме, некако логично е да сакаш да се, кога ќе влезеш на едно такво место, да сакаш да се задржиш таму. Да. Значи, јас имав покана од мојот соиграч од 90 cm Gang, тоа е Black Eagle, тоа е од Сирија и имаше понуда исто од Саудиска Арабија и како ме покани да учествувам со него да играм во екипата и прифатив на некој начин, веќе немав тогаш многу понуди и реков зашто да не да пробам, можда ќе се деси нешто. И веќе играв 6-7 месеци, но таму имаше како многу турнири, ама не беше левелот толку многу добар. И после период сатев дека сакам да се вратам во Европа, каде што сакам да играм квалитетен кантер и да можам да напредувам, бидејќи таму као беше можеш да напредуваш, ама не беше некој многу брз процес. Не знам ни колку време ќе ми требаше, не знам ни дали ќе стигнев сега каде што сум ако не се вратев во Европа, дека кантерот во Европа е стварно најдобар. И никој не може. Тебе во тој момент, а и претпоставувам за целиот тој период, значи да сакаш кариера, да сакаш да си финансиски стабилен, но она што ти е битно е да играш врвен кантер. Да. И да го достигнеш нивото, да кажеме, на луѓето што си ги гледал. Точно, јас сакав да успеам на некој начин да направам као некој име мое и да играм, да го достигнам врвот, да играм во најаките турнири. И тоа ми беше цел, немав некоја потреба као дека да направам многу пари, то секогаш викав дека парите ќе се дојдат. Ти треба да се правиш своето и парите ќе се дојдат. И така на некој начин се вратив во Европа, после некои 6-7 месеци и сакав да останам таму и да пробам да добиам понуди од екипи да играм европски кантер, најдобриот кантер што постои моментално. Добро. И желбата ти се оствари, се враќаш во Европа и се формира најверојатно најдобриот македонски тим на сите времиња. Значи тоа е судбината која си ги реди коцките, едноставно не можеш против тоа и да сакаш и да не ќеш појако од тебе. Како дојде до формирањето на Blue Jays? Да, се формира најакиот клуб со најаките играчи во Македонија. Се формира така што тие претходно има играно тимски, значи сите што играат Дани, Стайлс, Киксан, Едкит игра веќе неколку години заедно, година, две, тројцата, мислам, Едкит, Дани и Киксан игра, мислам, година и пол, две заедно. После Стайлс му се приклучи. И јас, најинтересно што беше, јас добив покана, буквално се враќав на аеродром бев, во Саудиска Арабија и се враќав за Македонија. И кога добив покана, ме контактира дека вака и вака, дали сакаш да дојдеш во тим со нас, ќе имаме надпревари, сега и светско ќе се одржи, тогаш беше првото светско во Израел, декемврито. Јас бев на некој начин, не знам која време беше тоа, што мислам дека се враќав крај на ноември, така нешто беше, не знам точно. И добив покана буквално на аеродром. И реков као да ме ќе дојдам дома, ќе правиме муавет што како ќе се дешава. Само микрофонче да земи го малце подоле. Така, супер. Окей. Да, спуштувам малце само да не ти ја покрива фацата, супер. Извини. Добро, нема проблем. И добив покана на аеродром, се враќам дома, имавме некои као разговори, едно друго и подпишувам за Blue Jays. Значи, јас сум петтиот член на Blue Jays, на македонската петторка, и го имавме неколку надпревари онлайн претходно. И после тоа го имавме првиот LAN,
каде што треба патуваме, имаме покана, го освоивме македонскиот Championship за да се надпревараме за државата, за Македонија, и со тоа имаме слот да играме за нашата држава и да ја представуваме во Израел. Тоа беше Значи, декември. регионалните квалификации за светското првенство почнуваат малце порано. Да. Тоа се веќе национални квалификации, значи секоја држава внатре си има национални квалификации, после тоа ако се оди на регионални добро, ако не се оди директно на светско првенство. да. Како беше вашиот пат? Одевте, од кога освоивте, да кажеме, национално првенство во Македонија, продолживте на регионални или директно отидовте на светско првенство? Искрено не се сеќавам. Првиот пат мислам дека игравме и регионални, ако добро се сеќавам, и дека освоивме исто имавме, тоаш мислам за регионални дека имаше повеќе слота и као бевме над тој 60% просек од слотови да учествуваш во светското првенство и мислам дека ги победивме неколку тимови, но не се сеќавам точно. Но знам дека имавме слот, значи ги освоивме, знам, националните квалификации, за регионални не сум точно сигурен, но мислам дека ги игравме првиот пат и имавме слот на светското првенство. И се случува дојдете на светско првенство. Значи, само ќе те прашам, ме интересира затоа што еве ќе го земеме првиот тим Тенерифе, кај што викаш дека комуникацијата е проблем, јазичната бариера е проблем. Овдека имаш комплетно друга ситуација, значи твој јазик, твои луѓе, значи колку е таа атмосфера битна и колку прави разлика, да кажеме, во еден тим надвор од скилот во играта што го имаат луѓето. Тоа е, јас мислам дека е една од најбитните работи во кантер, значи да имаш, да зборуваш мајчин јазик и да сте добри како клуб, и сите овие клубови што имаат 5 играчи од својата држава има многу поголема предност од тие што се интернационалци, дека сепак ти кога ќе зборуваш на мајчин јазик можеш многу подобро да се изразиш и побрзо и да го објасниш, да ги објасниш деловите или да објасниш тактиката или каде стои човекот или све многу побрзо на мајчин јазик него на втор јазик, дали било англиски, дали било некој друг јазик. И буквално како некој начин ние се осеќавме бидејќи доаѓаме од иста држава, имаш исти традиции, имаш све, скрос е многу подобро, имаш плюс во тоа. Плюс тоа имаш ја осекаш поддршката од луѓето. Значи, да различне, добиваш многу енергија. Значи, ја најдов на парче на интернет од тебе, искрено, значи, како настапувате за Blue Jays, да го погледнеме па ми кажеш дали се сеќаваш на вакво нешто и кое е твоето мислење. Put yourself in positions that can be easily overwhelmed. Hence Blue Jays backing off for now. Nice bounce on the flash, moves on forward, 8-kit. Ама мислам дека 5 души ќе ги убиам. Ја мислам така. Да, се сеќавам. Give me that rifle back. I'm pretty good with it. 8-kit sure will fall on down, but Sassanito's on for the ace. Да, ова беше еден клип каде што Копенхаген Флеймс беше тогаш многу добар тим. Со дански играчи беа направија многу успех, се сеќавам. Игра тогаш на мејџор, на првиот нивни мејџор и стварно беше многу добар тим и ова е еден клип каде што веќе ние сме понапред и се надпреваруваме со многу подобри екипи. Дури сме кај клиповите, дозволи да погледнем уште еден, ова е за репрезентација. Сацанито побрз го пронаоѓа Павел кој што излезе од овој смоук. Сега треба уште да се пронајде Бирненко го убива Стајлс. Сацанито уште еден прекрасен флик на Сацанито. Доаѓа S4 АВП против АВП. Кој ќе биде подобар во оваа рунда? Да видиме, S4 стигнува од библиотека. Ајде Цацан, можеш ти за Охрид, за Македонија, Сацанито, четврти кил, 18-16, вество за нашата екипа и на овие две светски првенства што сум го играл и буквално беше ќе стигнеме до тоа, ќе ти кажувам. Ова беше во Израел, така? Да, ова беше во Израел. Да. Освојувате злато без, мислам, на изненадување на сите, предпоставувам. Да, ние бевме формиран, јас каде што веќе влегов во тимот, немаше ни 2 месеци скоро. И буквално беше, да, имаше неколку многу добри тимови и добри миксови каде што стварно и да речем на некој
начин имавме страв или можевме да кажеме дека стварно овие се добри, дека треба да играме многу подобро ако сакаме да ги тепаме. Значи, колку од лицата што или од никовите или од луѓето да кажеме што ги истракјаваше на Faceit во тоа време, можеше да ги видиш на тоа првенство. Имаше доста за секоја екипа имаше дали 2 или 3 звучни имиња каде што сме играле или сме биле во полупрофесионална лига или професионална, стварно имаше доста играчи на светското првенство. Во секоја држава имаше дали по еден или по двајца. И окей, освојувате злато и тоа е да кажеме за вас во тој момент можеби не финансиски најголемата награда, не сум сигурен, но тоа е можеби најзначајната до тоа што имате, затоа што представувате сепак држава таму. Точно, да. Искрено чувството беше скроз посебно и на некој начин освојуваме светско за Македонија. И као тоа се дешава бум, бидејќи не пратеа многу македонски играчи и слушна уште многу кои што не беа упатени за тоа, дека ние се надпревараме во Израел, дека имаме светско првенство во Кантар и така натака, и имавме многу медиуми после тоа каде што ни дојдоа да ја раскажеме нашата приказна, како се деси тоа, учествувавме на многу телевизии исто така, и стварно беше како успех за нас, прво како играчи, дека успеавме да освоиме турнир за Македонија и на сцената, на Кантар сцената, и беше како еден напредок или ветар во грб за нашата екипа, буквално. Ветарот во грб го искористите максимално, со тоа што продолживте, и тоа е да кажеме екипа во која што се задржуваш најдолго. Точно, едноставно се осеќаш неверојатно комотно, убаво, постигнувате успеси. Како се движеше динамиката после светското во Израел, да кажем, имавте турнири уште, се спремавте за нареден турнир, кој беше планот? Да, точно, после тоа имавме, после светското, и секогаш у декември има као player break. Тоа е каде што сите играчи немате повеќе турнири, тоа е еден период од некои 3-4 недели. И после тоа се враќаме и продолжуваме, добивме многу покани од надпревари, од Tournament Organizers, кои што видеа дека направивме некој успех и сака да не поканат на нивниот евент, дали било онлайн, дали LAN. И имавме надпревари каде што стварно онлайн направивме некој успех. Се сеќавам, имаше еден турнир каде што освоивме 4-то или 3-то место. Беше стварно многу добар, со многу добри екипи, буквално исто тој турнир беше многу значаен за нас. Имавме некои ланови каде што игравме у Косово блиску, Македонија некој лан се одржуваше, каде што секаде каде што игравме на Балканот, во тој период све имавме освоено. Буквално дали било во Косово, дали било во Македонија, дали било во Србија, дали било во Хрватска каде што имавме учествувано, на секој надпревар. Бевме као не една од најдобрите, туку бевме најдобра екипа на Балкан моментално. И некој страво почна да се развива Точно, да. Во феата, нели, во луѓето што разбираат, и станавте на одреден начин препознатливи доста како Blue Jays, и кога се појавувавте на тие првенства, наставно светот знаеше точно кој се појавува и зашто се појавува таму. Да. Ние како некој начин направивме од ништо нешто. Значи, јас кога влегов, македонците, мислам, моите соиграчи, има направено како некој успех да стигнат до топ 100 во ранкингот. Кога дојдов јас и кога направивме најдобрите играчи моментално во Македонија, стигнавме до нашиот најголем успех, тоа е топ 30. Значи, никоја македонска екипа нема стигнато да биде топ 30 во светот. И не само што стигнавме, ние се задржавме 7 месеци на таа ранг листа. Збориме, тоа ранг листата го имавме муабетот на HLTV, така. Значи, да, која што важеше и се уште важи, претпоставувам во 2024 како најрелевантна. Да, таа е најофицијална, HLTV е најзначајна, сите турнири, сите поени, све што се дешава на HLTV, све што буквално све како играч за тебе лично и тимски, све е најбитно на HLTV. Сите скаути, сите менаџери, сите пратат, и HLTV е најголема страна и таа е најбитна, буквално. Денеска топ 50, ако отвориме,
екипи во светот, значи може да видиме дека тоа се еспорт гиганти. Да. Значи тоа се многу големи организации. Значи Да. она што беше Blue Jays тогаш, претпоставувам дека не бил таков гигант, М, но ја имал таа once in a lifetime хемија што се случува во некој тим, кај што едноставно не е битно со каков противник се соочува, се дури таа хемија постои давно. Да. Претпоставувам дека тоа е она што беше Blue Jays во тој период. Искрено да, беше као еден посебен момент и дека стварно ние како играчи од Македонија немавме ни некои услови, немавме ни толку тренери, немавме буквално ништо, а достигнавме стварно еден многу голем успех кој што многу кастери тогаш и многу играчи, многу екипи го видеа тој успех и стварно као ни дадоа некој респект дека доаѓаме сепак од мала земја и стигнуваме рамо до рамо со најдобрите топ 30 во светот. Добро, значи следен чекор или следен да кажеме голем настан од таа магнитуда е повторно светското првенство во Бали во Индонезија. Да. Таму сте веќе квалификувани како претходно шампиони, значи немате Точно. потреба да поминувате низ квалификационен циклус. И почнувате да се спремате, да кажеме, да повторите нешто што сте го освоиле во Израел. Да, имавме многу надпревари претходно, значи пред светското во Бали имавме исто многу надпревари и бевме стварно во многу добра форма тогаш. Бевме, можам да кажам, во најаката форма во која што сме биле тој период, тие некои 2-3 месеци. Стварно имавме многу добри резултати, игравме со премногу јаки екипи, имавме стварено некоја хемија која што на сите ни прилегаше и на некој начин секој се истакнуваше на некоја страна или секој доаѓаше до некој степен да биде виден или да направи нешто во нашата екипа и на секој тоа му прилегаше. И буквално имавме многу проблеми, исто и се каравме, тоа е нормално, но се чувствувавме како тим и покрај сето тоа што беше, ние сепак останавме како екипа и стигнавме до тоа каде што направивме многу успеси за нашата држава и за нас како екипа. Да, ајде да видиме каков е успехот, затоа што луѓето не знаат, едноставно нова индустрија, нов спорт е и така натаму, значи допрва се развива, иако сите дознаа, без разлика колку се вклучени во геймингот или не се или во спортот, сите дознаа дека Македонија станала шампион по втор пат. Но тоа светско првенство има сериозна тежина. За луѓето што разбираат, сваќаат која организација, какви екипи одат таму и дека едноставно треба сериозна припрема доколку се планира да се оствари некој посериозен резултат. Периодот пред, значи да кажеме, месец-два пред почетокот на светското, дали се интензивираат тие подготовки, следење на противници, едноставно како течеше подготовката пред Бали за да се одбрани златото од минатата година? Па вака, значи имавме многу надпревари и бевме во страшна форма, но и го следевме исто и светското првенство и имаше стварно многу подобри екипи од претходното. Затоа што вие можевте да ги видите екипите, тие поминуваат низ квалификациони циклуси, си играат регионални квалификации и така натаму, вие точно може да видите кои се тие некои главни контендери, противници кои што би ви направиле пречка. Да. Имаше стварно многу подобри екипи за разлика од првото светско првенство и стварно овај пат беше, мислам, на некој начин освоивме, но сепак е ново светско првенство, почуваме исто као нула и имаше стварно добри екипи и каде што буквално имат играно на највисокото ниво. Ние до тогаш игравме втора лига, да речеме, топ 30, топ 50, тоа е втора лига сепак. Имаше играчи каде што веќе игра во прва лига во Бали во светското првенство, каде што ќе настапуваат. И стварно беше многу посериозно и сепак ние немавме некои посебни подготовки. Истото се дешаваше, игравме многу надпревари и можда да кажем веќе кога се приближуваше светското,
можда као да осетивме можда некој мал притисок и дека вака и вака иде светско првенство, што ќе се дешава како се дешава, но не мислам дека беше нешто стварно страшно. Не мислевме ништо дека пак ќе освоиме, одевме као да се надпреваруваме, што направиме ќе направиме. Одеме да дадеме нашиот максимум. Да, Буквално. може ли малце за самото искуство во Индонезија, затоа што Индонезија е, ме разбираш. Да. Значи малце е необично, значи настан од отворен карактер, значи еспорт фестивал на плажа, од она што нели можеш да се види. Колку беше изненаден од амбиентот што те затекна таму? Да, прво Индонезија, значи буквално е на крај на светот од нас и е стварно далеко и е скроз ново, значи никогаш не сум бил у Бали, никогаш не сум бил толку далеку. Стигнавме таму, беше настанот како во еден резорт, огромен резорт, каде што се одржуваше, имаше своји бутови во своји сали, каде што се надпреварувавме и имаше за полуфиналињата и финалињата отворена сцена. Тоа беше како на плажа, огромно место и каде што имаше публика, имаше све. Значи имаше во затворените сали публика, тие беа многу помали, ама Као главен стејдж. Да, како главниот стејдж, отворениот простор беше скроз ново и многу повеќе простор за публика и за све и стварно беше поразлично. Колку време се задржавте таму вкупно, да кажеме? Значи пред да започнете со надпреварување, колку време имате простор да се аклиматизирате, да кажеме на претпоставам тоа е малце повлажна средина, значи Бали е, океанот е тука, значи за некои луѓе можеби малце проблем да се аклиматизираат на нешто такво и да го дадат својот максимум. Како изгледаше тој период? И како уопште хотелот како ви беше? Да, хотелот беше стварно добар, имаше многу различни врсти на храна, бидејќи тропско место, стварно беше интересно. Хотелот беше, имавме соби со приватни базени, стварно беше едно многу добро искуство за нас и беше премногу топло, огромно место, плажа, преубаво, све беше као на крај на светот си играш настана и сепак можеш и да уживаш. Имавме, се сеќавам, ние бидејќи го освоивме светското првенство, имавме као директен слот у плейоф, значи не игравме групи, другите тимови играа групи и имавме ние малце подолго време да одмориме од останатите. Значи, мислам дека имавме 4 или 5 дена одмаравме, а другите веќе почнаа од третиот ден или така. Значи имавме ден или два плюс каде што можеме да одмориме и да ги гледаме другите екипи каде што се надпреваруваат и да почнеме да се спремаме на некој начин да ден по ден да играме и да создаваме план за екипите кои што ќе поминат. И почнува надпреварувањето и имате ли некои посериозни пречки на почетокот или тоа се иде победа до самото финале? Не, значи имавме стварно пречки. Мислам дека ако добро се сеќавам, првиот надпревар го победивме и вториот надпревар го изгубивме, имаше како upper и lower bracket. Значи тоа е систем каде што сите почнувате од upper bracket, имаш двојна шанса. Значи сите екипи почнуваат од upper bracket, ако изгубиш имаш уште една шанса за да продолжиш понатака и немаш повеќе место за грешки. Ние се сеќавам дека првиот надпревар значи мислам дека го победивме, а можда и го изгубивме. Не се сеќавам точно добро, но знам дека еден од првите два надпревари го изгубивме и стварно мислам дека беше тоа против екипата на Украина. И стварно веќе почна да се осеќа како една тензија дека немаме веќе повеќе шанси, мораме да пробаме да играме подобро и да го дадеме максимум, бидејќи ако продолжиме да играме на некој начин полошо, дека ќе изгубиме. Дали пристапивте, да кажеме, како шампиони малце по-релаксирано, како
немаме токав притисок, веќе еднаш кога го освоивме, малце сме подобри од сите, значи таа само доерба некојаш што знае и да наштети на тимот. Може да имаше, но тоа беше многу минимална. Многу минимална, бидејќи имаше стварно многу добри екипи, тоа веќе беше една година помина и работите се менуваат. Значи, стварно беше многу, на некој начин јас, како лично не постапив така, бидејќи знаев дека има доста квалитетни играчи, дека треба доста сериозно да се свати првенството. И кога веќе отидовме во Lower Bracket, имаше како некои аргументи меѓу нас дека што се дешава за играта и за такви работи, но успеавме да ги пребродиме и продолживме од Lower Bracket. Какво беше за целото време, како што завршуваше евентот, да кажеме, како што се приближуваше таа некоја завршница, ќе погледнеме на кратко, значи како беше амбиентот во самата репрезентација. I think it's been like, this is day number 10, I believe? Yes, day 10. I've been here for this long, Yeah. and I enjoy every single moment of it. Ова I'm е pretty sure финалето the players против do as well. Yes, екипата од With Монголија. these two juggernauts on stage, you can Да, see Јане North нешто цело Macedonia време feeling absolutely pumped up изгледа на from голем back-to-back мотиватор wins. вака, Да. од страна. Exactly, Секогаш and бил. now we're going to be heading into our decider of a И, matchup here on our Стигате до финале. map. Значи успевате да ги совладате сите пречки. И финалето беше нешто да кажеме кое што многу луѓе се израдува и на перформансот и на резултатот после тоа. И ќе ми дозволиш да го пуштиме клипов. Да. Пред да го пуштиме клипот ќе направиме само мала пауза и продолжуваме со финалето. Стигнавме до финалето во Бали, значи се соочувате со Монголија, екипа за респект, која што има доволно квалитет да ви направи проблем, но мислам дека губите првата рунда и после правите серија од 2-1. Значи ова пошто е best of 5. Да, бидејќи тие идат бидејќи тие доаѓаат од upper bracket. Значи тие не губат никаква утакмица, значи све победуваат се до финалето. Ние идеме, бидејќи изгубивме во upper bracket, и идеме во lower bracket и доаѓаме од lower bracket. И системот е таков каде што ако е best of 5, тие што идат од upper bracket имаат 1-0 автоматски победа. И играме 4 мапи. Ајде, значи последна рунда почнуваме на 15-7, водите 2-1. Значи ова е последната рунда, да кажеме, Да. пред да освоите и да видиме кој беше амбиентот. Literally ran with it. My God, this man. You see Mongolia struggling to keep their dream alive here at WEC 2022. As we see them once more spread out, they haven't learned from before. They're still trying to go one by one. Satsanito give it an opportunity once more to find another kill onto mid. Not finding it. Backs away immediately. Styles find Techno 4K though. Ево Цицанито. Овде на крај веќе осеќавме као блиску сме многу, ајде да завршиме. Yeah, it might just happen right here as Daddy Satsanito leaving Cabal alone. Ова го преживува. Where he has to switch places, but now Daddy finds the kill through it. And North Јане ја искрши масата. once again reign supreme here at WEC. Да, И се случува општ хаос. буквално. Многу интересно чувство. Congratulations, North Macedonia. Дури и сега сеќам ако ќе гледам некои работи, стварно. Just like what Ang said, the last time that they were on the grand stages, they were not from the upper bracket into the lower. Беше многу бевме задоволни од све, бидејќи монголците беа многу добра екипа и има многу поголемо искуство за разлика од нас, бидејќи игра на мејџор, игра многу подобри од превари. И буквално ги уништивме. Ова е некој психолошки момент најверојатно преовладел. Имавме како некој моментум.
Не знам, имав некој момент од како изгубивме и веќе после тоа почнавме победуваме, се повеќе влегувавме во некој стадиум каде што имавме многу добар психолошки момент. Но многу бевме како спремни, имавме многу голема самодоверба. Многу јако. Ова е трофеот. Ете и светските шампиони. Воителиве се Во шок. приказна за себе. Многу интересни времења. They have defeated dozens of the teams from various countries. To defeat so many nations, and finally you become the champion of ISF 14 World Esports Championship Bali 20. Овде бевме вистина во многу јака форма и веќе после ова светско имаше и многу стати за нас и многу играчи кои што не дадаа голем респект, стварно многу подобри. Че ова што може да го видиме сега е најдобриот Counter-Strike тим Македонија што го имала до сега и најверојатно во догледна иднина. Да, По- јас мислам дека ова беше, значи во нашата сцена имаше можда ако бевме да речеме 12, 15, колку да кажам 20 играчи кои што се знаевме меѓу себе, каде што имавме и некој квалитет, ама мислам дека овие 5 моментално кои што ги гледаме дека немаше подобра склопка од нас, да речем. И многу исто сум и среќен и задоволен што на некој начин го поминав времето со нив и што направивме голем успех за државата и нема да не знам дали ќе има стварно уште еден македонски тим кој што ќе го достигне овој левел. Колку е можно повторно да ја видиме оваа екипа заедно, да кажеме, во некоја иднина? Мислам дека нема да ви... Дали толку ли е тешко да кажеме да се одвои време од клубските обврски и да се посвети време на репрезентација? Тоа е интересно прашање, каде што го имавме кога потпишав за Apex тимот, каде што веќе бевме двајца на исто, двајца играчи во исти клуб и другите беа како на некој начин послободни, нашиот клуб. Чекај, MVP. Да, овај турнир беше страшен добар перформанс имаше од мене. И сум многу задоволен како изиграв општо и тимски и индивидуално. Зошто те викаат Цацанито? Да, тоа е уште како мал наречеме мое под име. Да, тоа е нешто што само индонезијац може да те праша. Да. Толку треба да е неупатен во нашите води овдека. Завршува светското првенство, се продолжува се слави, како што самиот кажа, значи имате голема медиумска покриеност во тој период, значи ве контактираат доста луѓе, доста медиуми, се прославувате на одреден начин. И земате малце период да се стабилизирате. И после некој време, што се случува со тимот? Зошто е таков тим? Зошто е таков тим кој што има таква хемија, кој што веќе стварно достигнува сериозен успех, не продолжува да функционира? Јас мислам дека искрено и многу пати го имаме зборувано тоа со моите соиграчи и свето, дека ние го достигнавме на некој начин максимумот од нас. Со овие играчи. Ние бевме на некој начин 6 месеци топ 30, значи до топ 30 до топ 40 бевме 6 месеци. И на некој начин почнавме веќе да стагнираме на тој левел, дека не можевме да одиме ни нагоре ни надолу. И мислам дека тоа беше
максимумот кој што можеме да го извлечеме од целата таа петка и дека се уште тврдам дека и ако продолжевме да играме дека тоа би било да не речам некој да не речам лоша одлука, но ќе одевме побавно да идеме да нагоре со нашите кариери. И сметам дека тоа беше најдоброто од Blue Jays и од македонската петторка. Да, значи не треба да има никој носталгија, зашто тоа нешто завршува, туку треба позитивно да се гледа, затоа што наставно членовите на тимот продолжиле после тоа да растат. Значи следно за тебе е АТК. Да, ATK. Тогаш тој период пред ATK тие 2 месеци Kixan заминува во Apex. И бевме веќе многу свесни, јас исто знаев дека од кога освоивме светско и дека после тие неколку месеци дека веќе ќе имаме понуди од други екипи и нормално е сакаш да идеш напред и ти се укажува шанса и не сакаш да ја пропуштиш. Така да Kixan подпишува за Apex и искрено беше многу тажно дека веќе ние почнавме да се распаѓаме како тим, како играчи, секој ќе оди по своја приказна, веќе бевме можда година и пол заедно и го делевме секој ден заедно. И Kixan подпишува за Apex. После некој месец и пол ние нема да продолжиме да играме, бидејќи јас одлучувам дека не сакам веќе да продолжам, ради тоа што тимот го губи својот систем, дека Kixan не водеше и стварно беше скоро различна игра. И одлучувам да се заминам од Blue Jays, така да и сите на некој начин после тоа се заминуваат и Blue Jays се распаѓа. После тоа ме побара ATK као да изиграм турнир за нив, бидејќи нивниот играч дали не доби виза или нешто така беше, не се сеќавам да имаш некој проблем. Као јас бев last minute call и го прифатив. Тој предизвик одидов у Малта, играв ESL Pro Лига, исто како мојот прв настан на Tier 1 левел. Тој беше мислам на највисокото ниво и иако не направивме некој многу добар успех, но бидејќи ATK е организација од Саут Африка, немаше некои звучни имиња, но сепак одлучив да одам поради сакав да стекнам искуство, да видам како е на Tier 1 левел и стварно имавме многу добра шанса да го испаднеме Астралис, да го испаднеме гигантот. Но малце потфрливме и има многу подобро искуство и не отпадна тие од турнирот, но сепак стварно тогаш направив и мојот прв најак клач, мислам најак клач, еден најдобрите клачови во мојата кариера. Тоа е против Астралис, кога играв за ATK 1-4. Не знам дали можеш да го пронајдеш ако сакаш. Да, ќе го најдам, продолжи, ќе го најдам. И тоа беше стварно едно многу интересно искуство за мене како играч, бидејќи играм на високото ниво против најаките тимови во светот и имаш поинако чувство бидејќи тоа е Tier 1 левел. Значи свет тоа те гледаат како буквално како имаш посебна грижа за тебе. Значи све организирано, имаш многу добар хотел, имаш многу добра храна, имаш свој шофери каде што те носат, имаш све што ти треба и стварно беше едно многу добро искуство. Кажи ми дали го најдов кличата? Ова е клачот каде што го направив и како терорист. Да. Збориме за Астралис, значи ова не се ботови. Да, ова е Астралис е најтрофејниот клуб во историјата на Counter.
Вау. Да. Тоа беше брзо. Значи, твојот стил на игра, сега ќе ме коригираш ако грешам, значи ти си фрагер? Да, јас сум райфлер и ги имам стар позиции, каде што јас сум нон-стоп активен на мапата. Ги имам една од подобрите позиции на мапата, каде што насекаде сум буквално и ги имам тие позиции каде што можам да бидам секде во секое време и тие се викаат како star positions. Значи, за таа позиција екстремно битни се брзи рефлекси. Да, треба многу добро познавање на играта и да треба многу да се брз, многу да зборуваш, ти го имаш како вториот најголем глас во тимот после ингейм лидерот, бидејќи тој кажува целата слика, но ти си тој кој што треба на некој начин да му помогне во средина на рундите и да ги своите соиграчи да им дадеш насока што да прават и да ги водиш на некој начин. Што сакаш да направиш, бидејќи ти ги имаш тие позиции, што сакаш да креираш и цела игра се на некој начин се своди према тебе. Бидејќи ти имаш таа слобода. Значи, целиот сетап за овие клачови што ги гледаме, ќе погледнеме и уште едно од тебе има. Најверојатно ги имаш и доста вака низ кариерата. Е баш тој момент што викаш ти, кога се сведува целата игра врз тебе, на твоите рефлекси, не за џабе да држиш таа позиција, некако тие клачеви се веќе тебе се може и секојдневие. Да, на некој начин. Океј, тука остануваш колку време? Значи, Уејте играв само некој месец, бидејќи ме побараа за само еден турнир, но после тој турнир сака да потпишам за нивната екипа, каде што тие имаа седиште во Америка, но тоа ми беше проблем и не сакав да ја напуштам Европа и да живеам некој период во Америка и затоа ги одбив и останав во Европа. И остана во Европа и не само што остана во Европа, туку се приклучуваш на гигантот Apex. Да, токму така, имав повеќе понуди кои што беа исто многу добри, рамо до рамо со Apex, имав бидејќи Apex на претходниот мејџор стигна до полуфиналето и потоа направија промена, имав понуда од Apex, од нивната страна, имав од Gamer Legion кој што стигна во финалето и имав од OG. И тие беа као топ 3 тима кои што јас размислував каде да отидам и како се одлучи за Apex? Да, тоа го имам кажано и во многу интервјуа дека еден од главните причини дека тоа што имам свој соиграч во Apex и дека се знам долго време и дека ќе ми биде многу полесно да играм и да едноставно се дружам и све. И така потпишав, као имаше голема улога или влијателност Киксан, мојот бивш колега. Да, значи во целата кариера некако се пак ќе се вратиме на таа комуникација, значи тебе ти е битно да се разбираш или да имаш колку што е можно повеќе луѓе во тимот со кои што можеш да се разбираш многу брзо и многу лесно. Па да, као тоа ми беше као на кажам на некој начин safe pick, да речам, бидејќи имав другар или имав играч кој што сум играл долго време и едноставно така и одлучив да отидам во Apex. Така и сметам дека тоа беше и една моја добра одлука во животот и секогаш сакам да уживам во играта, тоа мислам дека е едно од најбитните работи и затоа и така постапив. Дефинитивно се испоставува дека е добра одлука со тоа што се квалификувате на мејџор. Да. Нешто што за секој кантер играч е сон на секој кантер играч, тоест и многу малце од луѓето успеваат да стигнат до таа фаза. Ти си еден од двајцата, претпоставувам Киксан е вториот. Да.
Во играте заедно на Не, мејџорот или Kixan- он веќе го напуштава? Киксан веќе овдека го напушти еден месец тимот, 1,5 месец тимот да и замина во Heroic. Веќе ние зедовме како јангстер, да речеме, од академијата и со него се пласиравме на мејџор. И на мејџорот имате не толку добро искуство од она што може да се види од резултатите, иако имате и победа. Да. Буквално, мислам, интересно беше што Киксан доби понуда од Heroic и прифати да оде во Heroic, па тогаш имавме ние моравме да најдеме играч кој што ќе не води, кој што ќе земе таа улогата што ја имаше Киксан. Збориме за тоа е вака доста клучна улога, значи не е било која улога да можеш лесно го смениш, значи се работи за in-game лидер, односно клучната позиција во тимот. Лидер во тимот кој што ќе те води, тоа е стварно многу битна улога и една од најтешките и нормално дека сакаш да имаш добар лидер кој што ќе му веруваш и ќе можеш да одиш напред. Тогаш го зедовме Сенс, тој беше од академијата исто од Apex, Apex имаше подтим. И искрено тогаш во нашиот тим атмосферата не беше најсена, бидејќи имавме многу мал период да се спремаме за мејџор. Мејџор беше не цел месец пред нас и имавме многу голем притисок и многу прашања и не бевме сигурни и ова беше као многу добар успех да речам за нас, бидејќи во не цел месец ние успеавме да влеземе на мејџор со буквално нов лидер и нов систем и све ново. За искуствата на самиот мејџор, мислам дека можеме со денови да останеме тука и да ни раскажуваш. Немаме толку време, тоа ќе го оставиме дефинитивно за некој нареден пат. Сега сакам да продолжиме со нашата приказна, значи Како се одлучуваш дека Apex повеќе не дека клуб како Apex не е повеќе место за тебе? Тоа беше еден период каде што имавме на крајот, веќе последните месец и пол имавме не толку добри резултати и на некој начин некои играчи веќе почна да имаат понуди од други екипи и Apex едноставно одлучи да го стави тимот на пауза. Не распушти сите и бидејќи Apex тогаш искрено не беше уште тиер 1 тим, тие беа скрос нови во тиер 1 светот и све што се дешаваше беше многу тешко. Да, кој е психолошкиот момент, ако можеш кратко да ни доловиш? Значи, се наоѓаш во таква екипа, значи и тимот почнува да се распаѓа, гледаш дека се распаѓа, значи целиот тим е бенчнат, значи нема сигурно еднина, луѓе почнуваат да си одат и што ти се врти низ глава? Значи, еспортот е многу тежак на тој начин. Значи, утре не знаеш дали имаш работа, утре не знаеш што ќе се деси, дека све зависи од перформанс или од ти колку си добар, или тимот колку е добар и све може да се деси. Буквално тимот може и вие да сте најаки да ги изгуби спонзорите или тој што е инвеститор да веќе не вложува во организацијата и да каже дека немаме средства веќе да ви сплаќаме и дека сте распуштени. На некој начин така и Apex се деси, го изгуби главниот спонзор и тоа беше по главните причини кои што Apex одлучи да го распушти својот тим. И стварно беше тежок период, бидејќи не знаеш што ќе се дешава, никогаш не се знае, буквално. Секогаш имаш стрес и еспортот е таков каде што нон-стоп има стрес и не си сигурен. Дали ќе имаш утре работа или нема да имаш. Да, но кога имаш работата, тој стрес е малце помал отколку... Точно така, но пак на некој начин не си сигурен дали утре ќе имаш работа. Тоа е главното. Дека кога
се надпреваруваше све тоа е нормално дека е подобро бидејќи имаш финансиски придобивки, играш, патуваш, уживаш и на фокусот е на скрос на различна страна. Многу нормално е на таква ситуација да те доведе да размислуваш за својата иднина и да продолжиш кон својот следен клуб, кој што е BC Game. Да. Тоа е BC Games, кроснов проект, каде што легендарниот играч Guardian имав состанок, ме покани да се придружам во неговиот проект, неговиот тим кој што сака да го креира и така и прифатив и веќе сум 2,5 месеци во тој проект и имаме надпревари, моментално имаме многу тренинзи и се надевам дека ќе имаме многу добри резултати, бидејќи сега тренираме, имаме многу како послободно време за тренинг и не толку надпревари, бидејќи сакаме да се фокусираме на некој начин да направиме некој добар систем и да одиме напред и да веруваме во нашата екипа. Која е целта, да кажем? Имате ли цел што имате поставено, некоја што сакате да достигнете? Целта е long term, сакаме да првен да стигнеме до топ 30, бидејќи тоа е цел на секој тим, да првен сакаме да направиме стабилност во нашата екипа, да имаме стабилност, да почнеме да играме квалитетен кантер, да играме против многу добри екипи и да имаме резултати. Значи тоа е битно да направиме некој систем кој што ќе е long term, да не играш, да не е да речеме денес играш добро, утре играш лоша. Значи да има некоја линија каде што ќе се придржуваме и да не сме толку вариабилни. Тоа е нашата цел. Нормално после тоа ќе се дојдат сите турнири, мејџори, све тоа кој што секој играч цели. Нема некои квалификации моментално кои што ги имате таргетирано? Да, игравме моментално мејџор квалификации, каде што изгубивме, бидејќи бевме скрос нов тим, имавме само 1 месец од каде што беше формиран тимот и изгубивме за многу малце, но сега се фокусираме буквално на многу други надпреварувања, на многу други евенти и тоа е нашата цел, да креираме некоја стабилност. Викаш long term, значи тоа е термин некако што во еспортот тешко се аплицира. Да. Точно така, бидејќи не можеш да знаеш што може да се деси, но секој играч или секоја екипа кога ќе влезеш или секогаш се стремиш кон тој термин long term, бидејќи сакаш да одадеш твојата екипа и ти како играч да направиш успех и да пробаш да се задржиш, бидејќи ако имате добри резултати на највисокото ниво, многу е тешко дека некој ќе може да ве распадне или ако се веќе во тие реден. И затоа сакаме да креираме некој систем каде што нема да може тоа да се случи, но сепак е тоа многу тешко. Од искуството со Blue Jays, она што вака го приметувам дори разговараме, че колку е тренингот фактор. Да кажеме, за време на постоењето на Blue Jays, како што велиш и самиот, не бевте толку фокусирани на самиот тренинг, колку што едноставно уживавте во надпреварите, имавте голем број на надпревари. Во оваа фаза, по она што приметувам, можам да приметам дека сте фокусирани или си фокусиран на тој технички дел или да кажеме на тренинзите многу повеќе, од кога ќе се комплетира да кажеме на тренинг фаза, тогаш да се тестира со надпревари. Да, мислам добро, во Blue Jays имавме еден период каде што сме веќе многу долго време, имавме многу надпревари и реално тоаш бевме играчи без искуство и не мислевме на многу работи, буквално немавме ни услови, игравме, немавме ни тренери, немавме ни ништо. Веќе во подоцниот период
ќе го имаме првиот тренер од Шпанија и не се фокусиравме или не бевме патени толку многу за тоа да направиме систем, тоа буквално само игравме и на некој начин можеме да кажем дека бевме фокусирани на тренингот исто, но секогаш сме фокусирани на тренингот, но беше како на различна насока, бидејќи тогаш немаш направено ништо. Значи, ти за да достигнеш нешто треба да играш над превари, да стигнеш до некој левел. Моментално имаме достигнато, јас лично како играчи, моите соиграчи имаат достигнато како некој левел и сакаме да достигнеме првин да креираме систем, бидејќи многу е различно ти да имаш 5 играчи од Македонија и 5 играчи од светот. И тогаш ние многу добро се познававме кој како игра, бидејќи и претходно нас и кога не играв во Blue Jays, имам играно исто Face It, дали for fun, дали секогаш ќе се најдевме негде и ќе игравме заедно, дали тројца, дали 5 души, дали двајца, тоа не е битно, но за интернационална екипа е многу поразлично и треба да видиш како играчите реагираат на некој начин во различни ситуации, тоа све се учи преку тренинг. Преку тренинг и најверојатно преку проаѓање на време заедно и да ги запознаеш карактерите на соиграчите. Да. Колку имате прилика да кажеме да пројдете време заедно надвор од кантер, од играње или тренирање на кантер. Да, тоа во Blue Jays беше многу различно. Значи во Blue Jays ние бевме како другари. А сега овдека веќе е многу различно, бидејќи секој си има своји интереси, секој, значи ти можеш да се другари, ама секогаш е веќе во која стигнуваш на некој начин во поголемите левели, све е бизнис. И тоа е секогаш нормално и секогаш ќе е така. И не размислувавме на многу работи кога беше во Blue Jays. Бевме као повеќе настроени како другари и све беше отворено и што сакаш буквално можеш да збориш и да правиш. Веќе сега не е така, бидејќи имаш тим зад тебе, треба да си професионалец и треба да не можеш толку да се близок колку што можеш да се близок со играчите кои што играват, дали биле македонци или другари. Јасно. Кога сме кај тренингот, дури сме кај тренингот, тренингот in-game, да кажеме, или во самата игра, еден дел, да кажеме, од подготовките, колку е битен физичкиот тренинг, односно состојбата на телото, да кажеме, пред да се стави пред екран. Да, тоа е многу битна фаза, бидејќи што повеќе можеш да тренираш надвор од компјутерот и да си поактивен и да се храниш здраво, повеќе ќе можеш да размислуваш подобро и подобро ќе ти размислува мозокот и све ќе поокеј на некој начин, бидејќи ќе си способен да направиш многу работи надвор од компјутерот и ќе си почист на некој начин. Кој е некој рацио, ако можеш, отприлика да ми даеш, значи за, например, 8 сати или 10 сати поминати пред екран, кој е, да кажеме, некој време кој што треба да го испочитуваш, да си надвор, да правиш други работи, едноставно да не си пред компјутер? Да, значи, нашиот тренинг е, да речам, се состои од во различни фази. Например, еден ден ќе имаш теорија и ќе имаш практис, као тоа е пракса, каде што се надпреваруваш против други екипи. И тој најчесто е од 6 до 7-8 сати со еден час пауза, но надвор, например, треба нормално да се социализираш со луѓе, ако имаш секогаш ќе најдеш време ако сакаш да спортуваш, дали е то било теретана или фудбал или кошарка, рекреативно или што било, но сметам дека 1 час, 2 часа колку и да можеш е сосема доволно за ти да си активен и да правиш нешто различно на компјутер. Колку е битен, ајде сега да се вратиме малце на таа ментална стабилност, да кажеме, затоа што клубови се распаѓаат, се раѓаат, значи прилики доаѓаат, си одат и така натаму, победи и порази. Самата игра е, да кажеме, ментална, значи психолошка борба.
И така натаму. И тоа е нешто ново, да кажеме, за човечкиот мозок, нешто за кое што никој не те спрема точно како ти психолошки нели да се поставиш пред да влезеш во целото тоа, туку едноставно влегуваш па некако се снаоѓаш кој како, нели, секој со својата позадина. И јас знам дека во одреден период, не знам за другите тимови, знам дека во Apex сте имале поддршка, да кажем, или сте имале како член на тимот психолог кој што имал за задача да го регулира тој дел. Како изгледаше тоа? Да, тоа беше едно мое прво сретнување со нешто ново. Тоа беше психолог, каде што доаѓа од Данска. Таа се викаше Мија Стелберг и беше многу позната во тој свет, психолог, за игри, за еспорт. И јас мислам дека тоа е едно од побитните работи во Кантер и дека сите тимови кои што се на Tier 1, значи Tier 1 организации кои што можат тоа да се го приуштат, го имаат и е многу битно бидејќи многу ти помага на некој начин, бидејќи можеш да зборуваш и да си кажеш што ти тежи и на некој начин да таа ти помага да ги пребродиш тие препреки кои што ги имаш моментално. И се фокусира да ти помогне да перформираш на најможен левел кој што можеш ти тоа да го достигнеш. И јас мислам дека тоа беше еден многу голем клучен период за Apex и како мене како играч, дека ние пред 2 месеци или 3 месеци пред мејџорот Apex донесе психолог и јас мислам дека ако не беше тој психолог или ако не го направеше тоа Apex тој чекор, дека нема ни да се пласиравме на мејџор, бидејќи на некој начин имаш како стравопочит. Имавме стварно како стравопочит и како психологот кој ќе беше у собата, сите се осеќаше како многу подруга енергија во собата, во атмосферата. И тоа беше една од најбитните работи што Apex го има направено и така испана дека после тоа стигнавме и 2 финалиња. Едната беше во Елиса, во Финска, каде што го изгубивме финалето против Фурија, еден од најдобрите бразилски клубови. Тоа беше крај на ноември и декември уште едно финале во Атланта, во Америка, исто каде што го изгубивме против Virtus.pro, еден од најаките руски тимови. А пред тоа немавме некои толку многу добри резултати. И на крај на јануари се пласиравме на мејџор. Значи 3 надпревари каде што од кога дојде психологот ние успеавме да перформираме многу добро. Од кога заврши мејџорот, бидејќи психологот имаше, Apex имаше земено психолог до мејџорот, тогаш заврши, психологот се замина и така на некој начин почна да иде надолу. Толку ли битна улога мислиш дека имаше тој психолог? Да, дефинитивно. Дефинитивно јам зборувано и со моите соиграчи, истото мислење го имаат и се согласувам и јас тврдам дека тоа е еден од најпаметните чекори што Apex го направи за да осигура уште еден мејџор и да речеме како нас како играчи да има влијанието нас. Имате ли денеска во новиот тим? Моментално немаме, но во блиска иднина не споделија вест дека ќе го имаме и тоа, така да се надевам што побрзо. Да, таа ментална страна, претпоставам, кај тебе ти веќе имаш многу научено, имаш доста проедено на само 23 години, цело ова искуство е, да кажеме, една огромна количина на информации, настани, на подеми, на падови, на све што се случило и самото тоа искуство што си го имал со психологот, верувам дека си научил
од самиот психолог доста, како некои техники, механизми, Да. како да се справуваш со одредени ситуации, за и ако да кажеме утре не дојде психолог, ти знаеш. Да имаш некој Да. искуство, точно. Да, веќе знаеш. Така да се надевам дека едноставно луѓето ќе сватат дека да околу еспорт индустријата, спортот има голем бенефит, но има и голем ризик. И дека не се управувани води, значи нема точна формула за успех, како и се останато во животот, иако да кажеме останати полиња, како што се, не знаме, ќе земе традиционални спортови и така натаму, значи веќе имаат поставена инфраструктура, долги години на постоење и луѓето од прилика добиваат некој сенс што треба да направат за да остварат некој резултат или да стигнат до некоја дестинација. Она што во еспорт го нема моментално, се уште се развива, значи твојата да кажеме иницијална каписла била Faceit платформата. Да. Тоа беше еден голем ризик, искрено, еспортот и мислам како држава, како јас како играч, тогаш снесов стварно голем ризик, бидејќи никој не ти гарантира ништо. Нема гаранции, така? Нема гаранции, значи ти си сам на себе остани, ако направиш успех, ако направиш резултати, ќе успеш, ако фелнеш, нема ништо да направиш. И тоа спориме во Apex, значи тебе ти завршува ангажманот во Apex пред истекот на договорот. Да. Не, во Apex имав договор до крај на годината, но Apex одлучи да го распушти тимот 6 месеци пред да ми заврши договорот. Што значи и потпишан договор не е гаранција. Точно така, да, бидејќи го изгуби главниот спонзор и немаше како да продолжи да не финансира и сите отидовме на различни страни. Кога би можел да кажеме, кој бил твојот совет за сите оние луѓе денеска што сака да го дадат тој пат? За сите луѓе што денеска седат пред своите компјутери, без разлика дали се на Faceit, дали не се, дали едноставно играат играта од љубов и сакаат да направат таа транзиција, сакаат да се вклучат попрофесионално, кој бил твојот совет, како да почнат или како би продолжиле едноставно? Па можам да кажам дека ако сакаш нешто, дека нема ништо да те спречи да не успееш. Ако доволно го сакаш нештото, ако доволно сметаш, ако доволно внесеш труд во тоа, дека не можеш да не успееш. Јас уште кога почнував, го сакав еспортот, ја сакав играта, сакав да успеам и сметам дека со дисциплина и со труд и со све што ќе можеш да трнеш настрана, дека треба да жртвуваш многу работи за да стигнеш далеку, дека треба да не се плашите и дека секогаш ќе има ризик во све и ако го сакаш нешто, дека секогаш ќе успееш. Јас сметам и верувам во тоа. Која е твоја дефиниција за сакање? Затоа што многу луѓе геймаат и мислат дека тоа е љубов. Тоа е дека на некој начин мојата дефиниција е дека треба да вложуваш многу време, значи треба да се трудиш, да си дисциплиниран, да учиш од тоа што го правиш, дали играш кантер, дали се занимаваш со некоја друга или секое време да го користиш и да биде на некој начин поврзано со тоа, дали ќе научиш ти нешто ново, дали ќе гледаш нешто од играта, дали ќе внесеш некоја своја нова рутина или некој нов тренинг, на некој начин секој ден да одиш еден степен понапред од каде што се бил вчера. Дали ќе научиш нешто ново или ќе изиграш многу повеќе партии, ама сепак да го имаш тој, да речеме, професионализам, иако не си професионалец. Значи, јас сметам дека тоа е многу клучен, да речеме, истој период во мојот живот, каде што јас не заработував ништо и го почнав од хоби, но веќе во мојата глава ти си почнал да се однесуваш како професионалец, да сум пред да станеш професионалец. И јас мислам дека е тоа многу битно и ако тоа све се снесува ако веќе
го сакаш. Јас многу сакав да успеам и многу сакав многу ја сакав играта првин. Тоа ме исполнуваше, нени гледав колку време ќе посветам. Тоа беше моја пасија буквално и се уште и тоа е најглавното според мене. Значи некоја формула е да саатите поминати во геймање не се гаранција некоја дека се оди напред. Простото геймање, туку она што ти го викаше дека во самото играње на играта треба да се вложи активен труд за да се научат грешките од оваа партија и да се биде подобар во наредната. Токму така и да напредуваш и да не застанеш. Фала ти за денеска, ја те очекувам повторно со многу успеси од новиот клуб, се надевам од некој меџор, сигурно не знам каква е ситуацијата, дали повторно ќе те видиме за македонска репрезентација, исто се надевам дека ќе можеме и таму да те видиме. Се надевам. За сите луѓе кои што сакаат да стримаш, предпоставам, се уште, значи ќе го оставиме Twitch каналот во опис. Сите што сакаат да те исконтактираат, можат да те најдат каде? На Инстаграм, на Твитер, Цацанито, секаде може, на сите социјални мрежи сум активен. Ќе ставиме, значи тогаш сите линкови, сите што сакаат да добијат совет, да те исконтактираат, да те прашаат за нешто, може да го направат на тој начин. Јас сум ти благодарен за денеска и во некоја наредна прилика се гледаме повторно. Ти благодарам и тебе што ме покани на подкаст и се надевам дека ќе се видиме во наредна прилика.